Во овој скринкаст работиме на лабораториска вежба 2, примери со фреквенции. Покрај и овој Word документ, ќе го користиме и Excel документот C2. Значи, ова е C2 Doc и C2 Excel ќе користиме. Во овој скринкаст ќе го работиме пример 1, како се работи, а во другите наредни скринкаст ќе ги работиме пример 2 и пример 3. Значи, пример 1. Според дежурната служба за техничка подршка на ОНЕТ, за пријавување на дефекти во текот на една седмица пријавени се дефекти од следните 60 корисници од 5 градови во Македонија, и тоа Велес, Прилеп, Битола, Скопје и Охрид. Податоците за примерот се запишени во работниот лист ОНЕТ. Ке видиме сега, тоа е во Excel файлот. Да се пополни табелата со фреквенција на појавување, релативна фреквенција, фреквенција изразена во проценти и кумулативна фреквенција изразена во проценти. Значи, и овие се нашите упатства, ќе ги качиме вака. И да го отвориме онај Excel табела. Гледате, Excel табела има 6 листови, работни листови, и бидејќи има 3 примери, по секој пример има нерешен и решена форма. Ако се заглавате во решањето, можете да го гледате решението. Така, сега. Што беше првото нешто што треба да правиме? Треба ова колона да ја пополниме со фреквенција. Овие се градови и овие првиот се јавија Прилеп, па после од Охрид, па од Охрид, па од Прилеп, па Скопје, па Скопје. И ова продолжува надолу до 61-та келија. Значи, првиот чекер би било да се бројат колку има повици од Скопје, од Охрид, од Битола, од Велес и од Прилеп, и да провериме дека вкупно имаме колку беше 61 минус овој прва, 60 повици. Сега, значи, кликнеме во ова келија и ќе ја користиме функцијата COUNTIF. Значи, еднакво, бидејќи е функција, count почнува со OU. Гледаме COUNTIF, со стрелка слеземе до COUNTIF. Сега на Tab удираме, за да ја селектираме функцијата. Ни треба диапазон на келии, значи од тука А2 до, ја влечеме надолу, 61, ја пуштаме, гледаме А2 до 61, значи во ред, се качаме горе. Сега треба точка запрка и сакаме да биде како Скопје. Значи, кликнеме на ова келија. Ова крајна заграда и Enter. Значи, во овој список 10 се Скопје. Сега, не можеме да ја копираме надолу ова, бидејќи овие ќе се менуват. А А2 до А61 сакаме да бидат стално тие. Во ред се 4 да стане се 5, ама овие не. Значи, или треба истата постапка, посебно за овие 5, значи, ќе правиме кликни тука, еднакво COUNTIF, ги фатаме сите келии и така натаму, или се враќаме тука, кликнеме горе и овие да ги правиме фиксни, апсолутни. Кликнеме тука и на F4 ќе го прави фиксна, кликнеме кај A61 и на F4 и таа е фиксна. Да ја гледаме, значи, овој дел е сега апсолутна адреси. А2 до А61, А64, сакаме да се менува, да стане Охрид, Битола, Велес и така нама. Пак би требало да е 10, а сега можеме да кликнеме и тука во кјошата фаќаме, кликни и влечкај надолу. Еве го за Охрид, за Битола, за Велес и за Прилеп. Знаеме дека се 60. Ако ги сумираме, треба тука да дојде 60. Како се сумират, бидејќи имаме сите во заедно и последната да биде сумата, ги обележиме 5 плюс тој празното, одеме на Home, па на AutoSum.
Еве 60. Значи точно ги пополни. Сега, релативна фреквенција. Релативна фреквенција, да видиме како пиши во документот, е NE verse N. N е вкупното. Значи, колку што броевме verse вкупниот број. Кај е тој вкупниот број? Еве го вкупниот број. Значи, сакаме ова делено со ова. Ама ова треба да биде апсолутна адреса, а ова да биде релативна адреса. Значи, овај број делено со овај број тука, ама ова да биде апсолутна адреса. Значи, кликнеме во тоа ќелија, еднакво, ја биреме ова ќелија, тоа во ред, кососртано напред за делење, и ова, ама сега удреме F4, за да стане тој апсолутно. Еднакво, би требало да е 10 през 6, една шестина, толку е. Сега, исто како што правихме таму, можеме да копираме и да ја влечкаме надолу. Ова би требало да се собира до 1. Така? Овие се сите делено со 60, вкупно со 60, треба да се собира до 1. Shift и ова, и AutoSum, еве го 1. Како што треба. Сега, овие сакаме да станат наместо 0,61667 да биде 17%. Кликнеме тука, еднакво, ова ќелија тука, по 100 и Enter. Значи 16,67%. Ова е готово за копирање. Толку. Ова го сумираме, иначе би требало да е сума. Еве Shift и 100%. Сега ова кумулативна фреквенција работи на ова ќелија тука. После кумулативно изразено во проценти, пак ќе го множиме со 100. Првен сакаме овај број тука, 16,7. Значи, еднакво на ова. Поред. Сега. Второто треба да биде погорното плюс наредното. Значи, овај плюс овај. И би требало да е околу 0,46. Така. Сега, ова е готово за копирање. Кликнеме тука во ќошот и последното треба да ни дојде 1. Така. Сега, ови ги множиме исто како што правихме тука е 4 по 100, ова ги деламе ова тука по 100. И копираме. Така, 100%. Така, во ред е се. Значи, ја пополнавме списокот на податоци.